Здраво и добре дојде во третата епизода во која што ќе зборуваме како да одбереш ниша или целна група која што совршено тебе ти одговара. И знам дека често пати луѓето зборуваат обично нели кога разговарам со клиентите или со потенцијални клиенти, небитно, велат абе знаеш како па мојот бизнис може секому да му помогне, па како јас да бирам клиенти, па знаеш ми се јавуваат на телефон, ме контактираат на мејл, мене или на другите, небитно. И некако имаат обично луѓето чувство дека оваа работа не можат да ја држат под нивна контрола и зошто е важно ќе видиме во денешната подкаст епизода и токму зошто е важно не само да дојдеш од 0 до 30.000 евра годишна добивка, туку е важно апсолутно и понатамо како нели да правиш се повеќе и повеќе сегментација, односно таа група да ја смалуваш или да ја стеснуваш. И доколку прв пат ја гледаш оваа подкаст епизода, јас сум Александар Кочовски, бизнес ментор, помагнав на повеќе стотици предприемачи да им помогнам да го развијат нивниот бизнис. Но она што е најважно е дека овој цел серијал ми е наменет буквално за луѓе кои што се уште од било која причина не заработуваат или бизнисот не им генерира 30.000 евра годишна добивка, без разлика дали се на почеток или работаат неколку години. Значи, искуството нема врска, во бизнисот се мерат резултатите се вика добивка. А ако немаш добивка, тоа значи дека имаш скапо хоби, дали тоа тебе ти одговара или не, ти оставам на тебе да размислиш. Сега, како да дојдеме до целна група? Па, бидејќи во оваа епизода ги опфаќам луѓето кои што веќе имаат бизнис, да речеме 2, 3, 5, 10 години, а се уште не заработуваат 30.000 евра годишно, тоа е една целна група, и луѓе кои што се на сам почеток, или планира сега да почне бизнис свој, или само што тргнал, само што почнал, и се уште нема една година и така да оне се уште на почеток, значи оне втора целна група, но ќе ве обединам во едно место затоа што овој серијал е како да дојдеш до 30.000 евра годишна добивка. Сега зборуваме за првата група луѓе кои што се на самиот почеток. Сега. Овде не треба премногу комплицирање. Кого јас да одберам, па што ако одберам, па можам секому, па сега мене ми треба финанси, јас не можам да ги бирам клиентите и ова е нешто што никако не смееш да си го дозволиш, затоа што колку имаш појасен и попрецизен одговор кому ти служиш, која е таа мала целна минимална група, толку многу полесно ќе дојдеш и до клиенти и толку побрзо ќе се позиционираш на пазар, но тоа значи и дека толку побрзо ќе дојдеш до сумата која што сакаш да ја поставиш, нели како цена за твојата услуга, без разлика дали си архитект, дали си дизајнер, дали си инженер, не знам, адвокат, маркетинг агенција, ментор, коуч, тренер, небитно. Сега, ако си на самиот почеток и се уште го немаш одговорено ова прашање, тргни од едноставната формула, тоа се вика зона на гениалност или гениална зона. Што е тоа гениална зона? Замисли имаш координатна оска, каде што едната страна се наоѓа што е тоа што ти го обожаваш, го правиш, си супер, влегуваш во на флоу, нели со љубов го работиш, дали е програмирање, дали е тоа цртеж, дали е тоа продажба, што и да се бавиш, нели делот на оператива. И втората страна е што е тоа што најчесто луѓето тражат помош или совет од тебе. Што е ова важно? Па на едната страна е во што ти уживаш, а во втората страна е што на луѓето им треба. Ова е многу важно, двете координати. Што ти уживаш и го работиш и си експерт и си топ во тоа и што на луѓето им треба. Едно без друго нема клиент. Ова најчесто луѓето кои што се бават, знаеш, ја имам креативен бизнис, ние цртаме, дизајнираме и мислат дека тоа е креативно нешто. Жити мајка не е сменето ништо 100 години и пред тебе цртале, на хартија пред илјадници години на зид клесале и они тоа го нарекувале во минатото креативност. Значи сега ако црташ или дизајнираш на компјутер, мислиш дека е некоја креативност. Ништо не е научна фантастика, значи само е оперативна деност, без да мислиш дека ти го омаловажувам задачата, значи се е исто, нема креатива, никој ништо не измислил последниве 100 години, сем телефон и интернет, ништо не е измислено друго. Значи, што ми е зборот? Ако го најдеш токму точката преломна, каде што се преклопуваат твојата
љубов кон работата, но и на она што им треба на клиентите, колку повеќе се наоѓаш во таа зона, ти повеќе уживаш. Зошто? Затоа што бизнисот ти е фактички како хоби, но и бидејќи на клиентите тоа им треба, бидејќи тоа на луѓето им треба, подготвени се да платат за твојата услуга, значи тогаш има бизнис смисла. Ако тие луѓе не се подготвени, затоа што ти размислуваш што ново да донесам, што е тоа што нема, што да измислам нешто ново, значи штом не знаеш што има нешто ново, тоа значи дека не му треба на пазарот. Следна работа, како се одбира ниша? Тамо каде што има највише конкуренција. Обично луѓето викаат, па засите не пазарот, па да, затоа што се тамо парите. Па наместо да влезат во галама, тамо кај што се парите, тие викаат, што да смислам нешто ново, што да одберам нешто што нема, зошто како би се издвоиле од пазарот. Па прашањето кое што се поставува, дали всушност е реално дека тоа во моментот на пазарот таа твоја нова идеја не му треба. Значи, каде се гужвата, каде е конкуренцијата, тоа значи дека само тој сегмент се уште не е исцрпен. Во минатото, кога јас почнав со коучинзи и со чуда, буквално кој ќе ме прашаа што едукација иде, НЛП, ме гледаја као, не знам, секташ. Денеска кој стигна стана коуч, кој стигна стана НЛП тренер или не знам што. Но супер, тоа што си коуч и тоа што можеш да му помогнеш секого, а немаш целна група, тоа значи дека не си за никого. Како да те препознае од толкава галама во конкуренција, дека токму ти си најдоброто решение за него. Си заврши НЛП, сакаш да работиш, да, супер, ама за која целна група ти работиш? Точно дека НЛП техниките и коучингот и психотерапија и било што да ја работиш, дека ти можеш да му помогнеш на секој, но како од море толку галама, толку луѓе, некој ќе те препозна да рече, баш со тебе сакам да работам. Замисли твојот потенцијален клиент разговара со 10 луѓе. Сите 10 луѓе од твоја конкуренција му зборуваат едно те исто. Како токму тебе да те одбере, како токму тебе да ти ја даде довербата, за да едноставно нели ти плати. Па и ти си купувач, и ти некаде трошиш пари, само сети се каде ги трошиш парите. Кому, како носиш одлука. Низ истиот стрес, страв, фрустрација поминуваш додека не платиш. Но кому ти ги плаќаш? Кому плаќаш? Плаќаш онаму каде што си сигурен и онаму каде што некој се издвојува во таа индустрија, во тој сегмент каде што тебе ти е потребно. Одиме чекор понатаму. Ако свати која е твоја гениална зона, значи што е тоа што ти сакаш да го правиш и уживаш, и што е тоа на клиентите што им треба, односно прашањата кои што најчесто ти ги поставуваат, само сети се, кои се тие луѓе кои што најчесто ми поставуваат вакви прашања, а се блиску до мојата гениална зона. Дали се тоа мажи или жени, дали се тоа старци, пензионери, деца, тинеџери, дали се тоа предприемачи или се вработени, дали се менаџери или се... Значи јас не знам, ти само седни и размисли кои се тие луѓе кои што ти ги поставуваат често прашањата и со кои што уживаш да соработуваш, еве ти ја твојата целна група и што е добро, само сети се дека не си столб, дека не си ѕид и дека секогаш имаш право и можност да ја промениш твојата целна група кога и тебе да ти одговара. Значи, ништо не е законно дека ти мора цел живот да работиш со таа група. Значи, првава група ја средивме. Сега втората, овие кои што веќе имаат бизнис, работаат 2-3 години, може би и повеќе, но се уште не дошле до 30.000 евра годишна добивка. Еве ја поентата. Сега, погледне ги сите твои клиенти. Ако имаш Excel табела, бомбона. Ако имаш програм сметководствен, бомбона. Немаш од ова? Да. Листи пенкало имаш? Да. Само запиши ги сите Божји твои клиенти до сега кои што си соработувал и само постави си го следново прашање. Кога би имал можност, кога би имало магично стапче или джинот да го извадам од, Аладин од, не знам, од ламбата или како и да е. Златната рибка ако сакаш, како ти Арно. Кога би имало можности да бираш? Да речеш, само со овакви клиенти би работал, да ти е чејф да работаш со овие, плаќат на време, комуникацијата ни оди супер, делиме исти вредности, супер. Кои се тие, идентификувај ги токму овие клиенти, држи се до нив и се останато заборави го. И знам нека кога ќе ти го кажам ова, ти и веќе го знаеш ова, но знам каде ти е паметот.
Ако јас се определам со само таква група, дали ќе ги изгубам другиве? Ако јас се фокусирам само на овие, дали има потенцијална публика? Ако одберам само ова, дали ќе има? Па еве ти ќе ти дадам еден пример да видиш дали има реално или нема. Да земеме еден пример во индустрија, еве да речеме во музичката индустрија. Од кога постои светов, постојат и пејачи, постојат и музичари. Дали чука на дајре, свири на гајде или свири на електрична гитара, значи инструментите не се промениле, туку малку се модифицирале. Дали пее на електричен, микрофон или пее во живо, повторно ништо не е променето, повторно е песна. Но што ја знаат музичарите или пеачите или естрадната сцена, што ти како предприемач го гледаш, ама го пропушташ. Еве што е. Замисли сега да земеме било која. Сакаш земи Лепа Брена, сакаш земи го Владко Лозановски, кој сакаш земи музичар. Дали истите овие музичари, пеачи, небитно, дали може да пее било која македонска песма? Може. Дали може да пее било која странска песна? Ќе ја извежба, ќе ја пее. Дали на неговите концерти можат да дојдат и млади, и стари, и деца, и жедни, и гладни, и боси, и странци? Може. Дали ќе ја слушаат и ќе уживаат сите во таа музика? Може. Но што прават музичарите? Навреме бира дали ќе пеам на странски јазик или ќе пеам на македонски. Дали ќе пеам поп, рок, джез, блуз, народно, забавно или не знам што. Така, тоа е сегментација. Дали јас ќе пеам за тинајџери или ќе пеам за да кажам на средна возраст луѓе. Дали ќе пеам староградски песни за Меракли и Боемџи. Значи, сите овие прашања е одговор на сегментирање на публика или доаѓање до онаа ниша. Но јас сум сигурен дека никогаш не си ја видел Цеца да пее рок, никогаш не сум сигурен дека не си видел дека Металика пее или свири, народни песни. Можеби на заебанција да си направат ќеиф, но ни еден нивни концерт или албум не е измешан, од едно сценарио да бегаат на друго сценарио. Што тоа значи? Дека дента кога ќе одбереш оваа целна група е највеќе сакам да служам, се држиш до тој концепт и не менуваш. Што се случува со најчесто клиентите кои што ги имам, а не заработуваат 30.000 евра се уште, без разлика на нивниот промет, тоа само значи дека не застанале сами со себе и да кажат: "Океј, Александар, пееш, да, кому сакаш да пееш? Сакаш да пееш на млади, на стари, на деца, на рок, рап, поп, джез, не знам што уште друго." Истото е и во предприемништвото. Дали ти си коуч, психотерапевт или што и да е. Значи, кому јас сакам да пеам? Кому пеам најдобро? Или ти анализа од постоечки клиенти. Секогаш кога ја работиме оваа вежба, а не е ништо поразлично од тоа сето сега што ти го зборувам, само што сега добиваш информација, а немаш фидбек со мене да поставиш прашање она што ти се врти сега во умот, дали едно или друго, трето или петто. Тоа го работиме на мастермајнд програмот и обично дискутираме од портфолиото со кои клиенти до сега соработувале луѓето и кога ќе идентификуваат супер со вакви клиенти, со таа група, со оваа група, одеднаш ги забораваме сите и секогаш им поставувам прашање да видиме кои се тие луѓе да ме запознаат многу подобро. Старост, младост, пол, значи сите параметри што можеме да ги добиеме во сознание. И буквално подоцна го трансформираме, односно го насочуваме, го фокусираме нивниот бизнис само да доаѓаат до вакви клиенти. И сега интересно е што исто така имам, доста примери, но онај што сега ми дојде на ум, со еден мој драг клиент, имавме ваква една ситуација каде што неговиот бизнис беше во втората година и обично луѓето кога се на почеток имаат едни стравови, па сега сум на почеток, па не можам да бирам, подоцна кои имаат куп вработени и промет, па сега не е време да експериментирам, значи секогаш имаме куп прашања и стравови, но што направивме со овој клиент, он работеше услужен бизнис, конкретно инженерска фирма, и што направивме од сите негови клиенти за тековната година, беа околу 30 на проекти, седнавме и го поставивме прашањето исто: "Океј, еве ти го списокот, еве ти ги луѓето, кажи ми со кои од овие клиенти ти одеше најдобро соработката." Ги идентификува тројца и следно што седнавме да работиме беше буквално да ми ги опише сите овие тројца луѓе.
во случајот инвеститори. Кои се овие луѓе? Како изгледа женете, во браке, има деца, има вработени, нема вработени, колку заработува, кои се неговите стравови, зошто плаќа, зошто не плаќа, што цени, што не цени. Значи, буквално се заинтересиравме за неговиот профил, односно за нивните профили. Оваа вежба ти препорачувам да земеш флип чарт ако имаш или како и да е табла и буквално нацртај си едно човече небитно и само пиши му го името кога веќе ова ти текна или името на фирмата, но сети се позади фирмата повторно стои собственик, значи влези во деталите на овие луѓе и опиши се што во главата ќе ти дојде додека више не пукнеш, нема, буквално да не ти текнува ништо веќе за нив. Кога нив ќе ги запишеш буквално, седни и размисли каде се овие луѓе, каде престојуваат, каде пијат кафе, каде се движат, каде се наоѓаат, оди види. За 30.000 евра годишна добивка, тебе не ти треба ни вебсайт, не ти треба ни SEO, не ти треба ни, баш ништо живо не ти треба, не ти треба ни видеа да снимаш, ни чуда, ни ништо. Само да ја направиш оваа вежба и да се движиш офлайн маркетинг ако можеш онлайн. Супер, не велам дека е тоа нешто лошо, ќе ти го убрза периодот, но јас те молам, немој да филозофираш, нашата цел е што побрзо да дојдеш до 30.000 евра. Сега кога ги идентификува луѓе, каде пие кафе, каде оди на доручек, каде оди на одмор, со кого тој се дружи. Следно, постави си прашања, кој ги познава твоите клиенти, кој може да те запознае со овие луѓе. Измешај се, драг мој пријателу, со нив. Наместо да седиш, да црташ, да програмираш, да да дизајнираш и да се заебаваш со оперативни работи, работи го тоа, небитно, но ова можеш да правиш кој сакаш, искористи во времето кога тие се достапни да се инфилтрираш во тие луѓе. Запознај се, придвижи се и тие се луѓе како и тебе. Немој да се грижиш дека се нешто посебни и влези во нивниот круг. Што повеќе се наоѓаш во нивниот круг, многу полесно ќе дојдеш до вакви луѓе. Во минатото кога започнував јас и кога работев со семинари, со коучинзи за да добијам нови клиенти, секогаш имав една предрасуда. Кога јас се уште не заработував доволно пари, не возам, немам гардероба, значи ништо не личи дека јас имам оправдување тоа да го правам, секогаш во публиката ќе имав луѓе со костуми, со добар автомобил, огромен бизнис, куп вработени. И секогаш се размислував, добро бе Александар, како ти имаш храброст, од каде ти сега ќе му кажуваш некому кој што е 100 години пред тебе, кој што има поголем бизнис, гледај како изгледа и секогаш кога имаше некоја авторитетна личност, секогаш имав страв кој сум јас да им зборам, како јас можам, или без разлика, еве тргни ги семинари, одам јас на разговор во некоја фирма, ќе ја видиш звучна, голема, и се плашам како да влезем ја у таа фирма, што јас ќе зборувам, имам ли што да кажам, немам ли што да кажам. А всушност реалната состојба е многу едноставно, а тоа е дека колку човек заработува повеќе, колку човек е поисполнет и има посреќен живот, колку е човек позадоволен од своите постигнувања, овие луѓе се многу едноставни. Колку човек помалку заработува, колку човек не гледа ништо и се мачи и се малтретира, толку повеќе лаже, се чалами, се глупира и нема никаква реалност. Ако нешто запамтиш од оваа подкаст епизода, сети се за пеачите, но и ова што ќе ти го кажам. Во животов ми помина еден куп луѓе, ми помина еден куп глумци, кои што нивните возила се на кредити, кои што имаат огромни куќи, дуќани, објекти и колку сакаш, а колку поголем е бизнисот, толку внатре е пошупливо. И ќе те изненади кога ќе ти кажам дека најчесто на оние луѓе кои што им се дивееш и им завидуваш, всушност најчесто и прашањето е кога ќе навлезеш малку подлабоко дали реално сакаш таков живот да водиш, но тоа е некоја сосема друга тема. Сакам да ти кажам дека една работа. Собери храброст, избешај се во тие луѓе се како и ти, ништо не се посебни, а гледаш дека се чаламе, дека се глупира, дека се расфарала, дека само тој збори, се е тој напаметен, само свати една работа, дека е промашен случај. Колку човек повеќе се чаламе, колку повеќе човек има што да ти каже, реалност е дека ништо не видел од животот. Овие луѓе со кои што најчесто јас соработувам, овие луѓе кои што правиме милионски суми промети, овие луѓе кои што се мои клиенти, а може би тебе ти требаат вакви клиенти, реалноста е всушност дека овие луѓе се многу едноставни. Овие луѓе се скромни и со двете нозе на земја. Овие луѓе нити летаат, нити фантазираат. Што значи,
Ако ти се позиционираш за одредена целна група, многу добро треба да ги запознаеш. Што повеќе да престојуваш со нив, кои се темите кои што ве врзуваат, која тема им е важна, зашто се загрижени, што е тоа што ги оптеретува, кои се нивните вредности, кои се нивните стравови, што е тоа што би сакале да го добијат. Она што ќе те фрапира е најчесто дека до сега си немал појма како до сега си работал, како воопшто си ги добил овие клиенти, ќе забележиш дека она што ти си го мислел и се верувал дека е вистина, ќе забележиш дека нема никаква врска. Следна работа, зошто е важно да имаш ниша? Еве едноставноста. Ако ти се уште не заработуваш 30.000 евра, тоа значи дека имаш ограничени ресурси. Дали се тоа финанси, дали се тоа луѓе, дали е тоа време, ти имаш ограничени ресурси. Првата и најчеста грешка која што ја прават предприемачите на ова ниво е што се уште не научиле да продава една понуда, се уште не дефинирал една ниша или целна група, работаат во ширина. Па дотура уште еден производ, па уште една група, па уште еден човек, па уште една тоа и на крај никогаш не го научуваат школото, без разлика што ќе му помине уште 10-20 години води бизнис, тој е се уште на почетно основно ниво. Што е причината? Причината е следна. Кога ти имаш ограничени ресурси, точно, ласерски, прецизно треба да имаш јасен одговор. Како претходните видеа, која е сумата која што треба да дојдеш, колку такви клиенти треба да дојдеш и сега која е таа целна група или кој е тој човек кој што или фирма која што може да ти ја плати таа услуга. Што побрзо ги имаш овие одговори, толку повеќе треба да се движиш и да престојуваш да ги запознаеш буквално со нив да дишиш. Сега, кога ти ќе направиш испорака, односно, дали е тоа маркетинг агенција, дали е тоа софтверска агенција, дали е тоа, не знам, програмирање, дали е веб дизајн, дали е коучинг, дали е консалтинг, што и да е, небитно, услужна дејност, поентата е да дојдеш до совршен производ или совршена услуга во што пократко време да му го решиш неговиот проблем на начин на кој што на клиентот му одговара, не на тебе, на клиентот. Мора да дознаеш зошто он купува од тебе, а оние кои што не купуваат, зошто не купуваат од тебе и токму тие работи да ги решаваш. Тоа спаѓа во маркетинг понуда и во истиот дел. Сега, ако ти си на почетокот ограничен со ресурси, а само дотураш една група, друга група, една понуда, трета понуда, ти трошиш и се ја растураш енергијата и буквално секој божји ден несвесно го саботираш својот бизнис, својот развој и буквално губиш пари. Која е формулата за најбрзо да дојдеш до 30.000 евра? Денеска веќе знаеш, а тоа е определи јасно која е твојата ниша. За самиот крај да те подсетам, под ова видео имаш линк, пишува таму, пријави се на newsletter. Зошто е тоа важно? За да бидеш навремено известен кога ќе дојде ново видео, како овие подкаст епизоди, ти планирам да снимам серијал, да не пропуштиш ни една, оти секоја е важна, секоја е добро концепирана, точно за да ти помогне да го решиш овој проблем, условно сладко речен, заработка на 30.000 евра. И она што е важно, на крајот на овој серијал ќе направам еден Q&A или отворена група каде што ќе имаш прилика да ми поставиш прашања како сега, дали да одбереш оваа целна група или таа целна група, како и да е. Но што е интересно, нема да биде јавна, нема да се снима, за да можеш да ми одговараш, да поставиш прашања спокоен, да знаеш дека нема да се злоупотребува, да бидеш спокоен, буквално и идентичен начин како што работам на мастермајнд со луѓето, да можеш да се фокусираш. Но ова нема да биде достапно за секој, туку единствено линкот ќе го добија време, тајминг и се останато луѓето кои што се наоѓаат на ова newsletter листа. И следно, во следната четврта веќе подкаст епизода ќе зборуваме како да дојдеш до една фантастична, неодолива, идеална, топ, како сакаш, понуда. Поздрав од мене и се гледаме во следната епизода.